Председател, почитувани колешки и колеги пратеници. Имено станува збор за предлог закон за изменување и дополнување на Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Точка која што исто така разгледувавме на Комисијата за одбрана и безбедност и навистина имавме една конструктивна дебата. Зошто го велам тоа? Заради тоа што можам да изразам една задоволство, а апелот и придонесот кој што дојде од страна на колегите пратеници од ВМРО ДПМН најде на разбирање и конструктивна дебата од страна исто на колегите од парламентарното мнозинство, со што се договоривме дека понатака дополнително ќе го разгледаме овој материјал и навистина ќе се потрудиме да го подобриме. За македонската јавност е многу битно да споделиме зашто е битно да внимаваме кога начелно велиме дека станува збор само за едно согласување со закон за прекршоци. Зошто тоа не е така и не треба да пристапуваме со една таква леснотија. Имено овој закон навистина прави едно драстично намалување на глобите, особено во делот за физички лица, и со едно вакво драстично намалување на казните се дава една, за жал, флексибилност во законот, како истиот можеби и полесно би се прекршил, но оно што мене повеќе ме загрижува е тоа што ќе се доведе во едно поголем ризик безбедноста на граѓаните, но истовремено и ќе се зголеми бројот на деликвентско однесување кај помладата популација. Оттука ќе споделам со вас што овој материјал предвидува и каде сите навистина на крај констатиравме дека сме загрижени и треба повеќе да поработиме на овој материјал. Имено се намалуваат глобите за физичките лица кои што го нарушуваат јавниот ред и мир, па така, например, се намалува глобата, замислете, кај оној кој што дава аудиовизуелни слики и други предмети со порнографска содржина или со изразено насилство на малолетни лица, каде што глобата од 100 до 400 евра сега ќе се намали на 100 до 200 евра. Мојата дискусија на комисијата, но и потоа ќе најде повторно потенцирам на разбирање како колегите дека за жал вакво ништо се на вакво намалување на глобите би можело само да продуцира некој нов случај на јавна соба. Ние се согласивме дека јавна соба не е само прекршок, туку и кривично дело. Имено понатака, овој закон кој што вели дека ќе се намали глобата на секој оној кој што оневозможува користење или оштетува јавни згради, јавни чесми, извори, плажи, паркови, шеталишта или други јавни објекти, или истите ги загадува со материи и отпадоци со кои се загадува животната средина. И од тука исто повторно најдуваме на намалување на глобата од 100 до 400 евра, која што претходно била, сега се намалува од 100 до 250 евра, и овдека веднаш се постави прашањето во однос на нашата зелена агенда како држава, но и како политичка партија, односно политички партии кои што постоиме овдека, пратенички групи кои што постоиме овдека во собранието. Имено сите имаме изразено јасна поддршка дека зелената агенда треба да биде приоритет на нас тука пратениците, меѓутоа и како држава, и затоа треба сериозно да размислиме дали глобите во овој дел би требало да се намалат. Ништо што исто така понатака загрижува, на кое што верувам ќе поработиме сите, се намалувањето на глобите за секој оној кој што ќе оштетува, уништува споменик. Навистина загрижува од 1500 до 2000 евра која што постоела претходно, сега да се намали на 100 до 150 евра. Значи, секој кој што неовластено ќе отстрани, искине, замачка, оштети или на било кој друг начин ги изложи на подбив, замислете, државните символи на Република Македонија, или пак символите на припадниците на заедниците, или истакне знаме или грб, кој не ги содржи обележијата припишани со овој закон, глобата повторно се намалува и тоа од 100 до 250 евра.
ќе се согласите дека сериозно треба да се размисли и во оваа насока. Морам да кажам дека истовремено ме загрижува и делот кој што се однесува на секој оној кој што неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозивен или лесно запаллив материјал, или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните. Посебно ме загрижува делот каде што родител или старател чие дете, односно штитеник, поради занемарено грижење врши прекршоци од овој закон. Ние тука во овој дел, замислете, е предвидено да се намали глобата од 100 до 250 евра. Како што кажав на Комисијата за одбрана и безбедност, сите колеги се согласивме дека ќе работиме на подобрување на овој закон. Имавме навистина една конструктивна дискусија и тоа очекувам да навистина се случи и не се сумневам заради тоа што припознав искрени намери од сите пратеници. Мојата забелешка исто така беше во однос на материјалот кој што предвидува дека не постојат финансиски импликации. Тоа е нешто што го говорам често од оваа говорница и во комисиите, и многу други колеги мои исто така присутни, дека верувајте, не постои закон кој што не може да предизвика финансиски импликации. Тогаш тој закон би постоел само на хартија. Во насока на таа теза беше токму и извештаите од Министерството за внатрешни работи кој што ги имав, конкретно еве на пример во извештајот од 2018 година, каде што во состојбата со јавниот ред и мир Министерството констатирало дека има потреба од дополнително вонредно ангажирање на човечки и материјални ресурси. И тоа е сериозен пристап, верувајте, секогаш кога би сакале навистина нешто да имплементирате, а тоа да не остане на хартија. Ги погледнав извештаите на Министерството и од 2017, 2018 и 2019. Ги следевме, ги видов статистичките податоци од областа на јавниот ред и мир, каде што искрено ме загрижува и возраста на лицата кои што, за жал, придонеле, ајде да кажам, за жал овој тренд на прекршоци против јавниот ред и мир забележува зголемување, па од тука навистина не можам да останам равнодушна, да не констатирам дека навистина лицава се прилично млади, тоа од 22 до 25 години се лица, 1000 лица се на таа возраст, и навистина треба да се подразмисли како ние понатака ќе придонесеме вакви трендови да не бележат зголемување, туку напротив намалување, а дури повеќе од 500 лица, односно 549 лица се деца до 18 годишна возраст. Еве тука накратко се обидов од прилика да пренесам и дискусијата и нашите забелешки, меѓутоа верувам дека ќе на идната седница од какој материјал ќе го доработиме во рамките на комисијата, ќе можеме да го презентираме и сите заеднички понатака да придонесеме во еден поквалитетен закон. Ви благодарам.